Добар ден, почитувани, предстојат минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Денешната емисија ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Може ли физиотерапијата да им помогне на луѓето кои се соочени со респираторни проблеми како последица на COVID-19? Или пак да им овозможи побрзо закрепнување, односно враќање на силата и мобилноста по прележувањето на болеста. За третманот, кој што вклучува и физиотерапија кај пациенти со коронавирус, денеска ќе зборуваме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Ви благодарам на поканата. Мило ми е што сум тука. Зошто кај пациентите со инфекции дури и малите движења може да бидат проблематични? Да, со ова се соочуваме веќе во последниот период. Со пациенти, поготово во оние тешките фази, кога веќе подолго време биле на пролонгирана механичка вентилација или пролонгирана, ако може да кажем, неинвазивна вентилација, имајќи предвид дека се избегнува, да кажеме, механичката вентилација или интубацијата. Заради таа пролонгирана имобилност, всушност понекогаш се случува овие пациенти всушност и да не можат ни да мрднат воопшто, а не воопшто да бидат и тешки движењата. Значи, така да потребата од физиотерапијата всушност тој комплексен процес на рехабилитација и како сега ќе доаѓа до израз всушност. Во која фаза од болест или пак закрепнувањето може да се примени физиотерапија? Може ли да се практикува додека пациентот е тешко болен? Апсолутно. Вака, знам дека можеби граѓаните малку потешко ја разбираат нашата професија. Физиотерапијата не стана збор за масер или за масаж или нешто слично. Тоа е посебна наука една која што ги обслужува, да кажем, сите други медицински науки во комплет. Белодробната или респираторната физиотерапија всушност во оваа ситуација кај овие пациенти е најнеопходна. Дали се тоа посебните позиционирања додека пациентите се хоспитализирани, дали тоа е лежењето на стомак, постуралната дренажа, перкусија, вибротерапија, пасивните движења, сето тоа всушност е еден процес и еден план за рехабилитација дури и кај најтешките пациенти. Дури, ако може да кажам, кај оние, барем во нашата институција, и од самиот прием, бидејќи всушност ние сме вклучени во процесот на неинвазивна вентилација, така да пациентите кои што доаѓаат со ниска периферна сатурација, кои што имаат потреба од соодветна кислородна поддршка, се одредува доводот на кислород кој што ќе биде во момент преминет, и се одредува доколку има потреба или доколку воопшто не можеме да постигнеме некоја задоволителна при самиот примет, тогаш одиме кон неинвазивна механичка вентилација. Го напоменувам како неинвазивна, бидејќи станува збор за вентилација со помош на апарати за дишење, кои што всушност се применува преку една ЦПАП маска, да така речеме веќе во последниот период доби еден назив, еден бренд. Стана збор за модус на дишење на СИПАП, на апаратот за дишење кој што се употреба неинвазивно преку маска, за да се инсуфлира соодветен процент на кислород, соодветна концентрација на кислород во исто време, но и да се дадат притисоци кои што ќе ги одржат белите дробови соодветно отворени, за да има добра вентилација во белите дробови. Така да како физиотерапевти зборам за сега, во различните институции различен е пристапот, но еве во оваа институција каде што јас работам, веќе 13-14 години, ова е нашата работа. Во последниот период можевме да прочитаме дека лицата со тешка форма на COVID, кои што имаат респираторни проблеми, често се поставува да лежат на стомак. Што се постигнува со тоа? И може ли ова да помогне кај средно тешките пациенти? Апсолутно. Ние оваа позиција или овој тип на терапија, бидејќи на крајот кој ќе видите јас зборуваме сепак за терапија. И терапијата може да биде како што многу пати тоа го дебатирам со моите пациенти, може да биде орална, венска, но може да биде и физиотерапија. Така. Понекогаш пациентите се вознемирени ако на пример не добијат, не знам, орална терапија или не пиеле некакви таблети, дека добиле само физиотерапија, дека не добиле ништо. Напротив, добиле максимум. Така. Зашто понекогаш позиционирањето во кревет, соодветната позиција во кревет може да даде апсолутно може да даде многу добра вентилација на белите дробови, да се отворат белите дробови, да се издренира белодробниот секрет кој што всушност си го создава инфектот, респираторната инфекција. Се создава тој секрет кој што се натоложува во базалните делови на белодробието.
Така да, без разлика на формата, дали е тешка, средна тешка или полесните форми на COVID-19, во последниот период, еве година дена веќе сме со искуство, да кажем, од оваа проблематика со COVID, на сите пациенти им препорачуваме да лежат на стомак. Збориме за полесните форми, им препорачуваме да лежат од 2 до 3 часа во текот на денот и доколку можат во текот на ноќта, препорачливо е да ја преспијат ноќта на стомак. Додека кај потешките форми, збориме за пациенти кои што се например на механичка вентилација, нели со преку цевче кога дишат, пациентите може да бидат пронирани или завртени на стомак да лежат и по неколку часа, збориме 16 часа, 24 часа, со што наредниот ден релативно долг период. Подолг временски период, со тоа што наредниот ден, да кажеме, веќе ги гледаме бенефитите од подобрената вентилација. Не секој пат после првата пронација се добиваат резултати. И во светските истражувања има 1% кој што кај некои пациенти не имаат позитивен одговор на пронацијата, немаме добра вентилација, но сите други имаат веќе подобрување. Ова болест е малку потешка и овој вирус не е стандарден вирус, ако може така да се изразам, така да тековно сите ние учиме, но во исто време го применуваме искуството кое што сме го стекнале во претходната работа. Повеќето пациенти имаат сува кашлица, но некои исто така имаат белодробен секрет. На каков начин може да го исфрлат, освен со ова што сега го напоменавте? Еве, ние знаеме дека малите деца, кога има проблем со белите дробови, ги тапкавме по грбот. Може да се практикува и кај возрастни? Ова е дел од таа перкусиона терапија, или тапкањето, кој што е во општеството како познато како техника, да кажеме, и кој што најчесто сите ја познаваат, да кажеме. Да, може да се примени. Доколку станува збор, само да одговорам на првиот дел од прашањето, доколку станува збор за надразнителна кашлица, сува, кој што само го нарушува ритмот на дишење, тогаш би требало да се најде фармаколошко решение со кој што ќе се потисне таа надразнителна кашлица, за да може белодробието соодветно да се извентилира. Доколку кашлицата е продуктивна, тогаш веќе можеме да примениме техники за постурална дренажа, или она што го кажавме соодветно позиционирање во кревет за преку веќе добиените информации од рентгенграфија, каде всушност е наталожен белодробниот секрет. Најчесто тоа се базалните делови на белодробието. Во соодветна позиција се врши она тапкање, перкусиона терапија, за да се поттикне и да се излече, да кажам, белодробниот секрет кон пошироките дишни патишта и да се испровоцира со една експекторација, со едно искашлување и да се евакуира секретот, значи да се исчисти белодробието. Може да се дополни тоа и со дополнително, да речеме, со некои вибротерапија, која што ќе биде малце подлабока, да кажеме, со соодветен број на вибрации. Не сите уреди се компатибилни за таа намена. Ние тоа го работиме веќе неколку години. Така да може да помогне, ние сме доста ефикасни. Можеме да допринесеме за да се отвори белодробието и да влезе, да кажем, чист воздух. А на каков начин, со кое темпо се воведува физиотерапијата кај лицата кои што се болни од ковид и кои што се во постела? Треба ли постепено тоа да се прави, бидејќи се истоштени премногу од болест? Секој план за рехабилитација се прави индивидуално и се прави секој утро, после првата визита. Се прави една визита, всушност, и воедно се прават и проверка на сите лабораториски параметри кои што ги имаме во самиот систем. Ние како институција имаме електронски систем во кој што сите параметри ни се достапни во секое време буквално и врз основа на сите тие податоци во моментот можеме да одлучиме што е најдобро да направиме. Темпото за физиотерапија кој што ќе се спроведува го одлучуваме врз основа на тие податоци. Индивидуален е пристапот. Се применува таму каде што можеме да го забрзаме темпото, всушност да направиме малку повеќе од она што мислиме дека претходниот ден не било направено, но има некои денови кога всушност кај некои пациенти самите лабораториски податоци, например каде што има високи дедимери, се избегнуваат било каква физичка активност, но затоа пак се посветуваме на респираторниот дел, значи соодветната кислородна поддршка, соодветен, како што кажав и на почетокот, соодветниот избор на доводи на кислород. Мора тоа да стане јасно, јас морам неколку пати го напоминам, имавме можности, правиме едукации на други колеги. Не секој довод на кислород е соодветен, морам да кажам. Назалната канила
кој што се користи, назална сонда, кој што Така. се користи, кој што ја гледаме многу често насекаде, е со максимален капацитет од 5 литра. Хадсон маска, стандардната зелена маска за кислород, е со 10 литра капацитет. Се над 10 литра се смета за висок проток и треба да се обезбеди соодветен довод на тој кислород. Се користат специјални вентури маски, кои што се одредува процентот на кислород кој што се доставува до пациентот. Само во овие варијанти ќе бидеме сигурни дека пациентот кој што имал потреба од висока кислородна поддршка или било каква кислородна поддршка, ниска или висока, дека му е дадено она што го побара што му е организмот. потребно. Апсолутно. Значи, доколку ова ние го избегнуваме, можеме само да го губиме времето за оздравување на пациентот. Не можеме најпрактично да кажем да дадеме кислород преку назална канила со вртање на протокомерот на небулајзерот до 15 и да очекуваме да се подобри состојбата, бидејќи всушност капацитетот на таа канила е максимум како што 5 до 6 спомена литра. Слепир. Така да овие се многу битни податоци за да се сподели, зашто знам дека не сите имале искуство да работат респираторна физиотерапија, кислородна терапија да се подели, така да би ми било мило стварно наистина овие работи да стигнат и до моите колеги кои што не работеле со. Така, бидејќи се исклучително корисни. Апсолутно, да. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник, е гостинот во студио кој што ќе даде одговори на сите ваши, но секако и бројните наши прашања. Блаже, кога зборуваме за физиотерапија кај пациенти со COVID, кои што имаат потешка клиничка слика, дали седнувањето на работот, креветот, исто така представува вежба која што може да ја зајакне нивната мобилност, самото да ја врати извршување на силата? мобилизацијската постапка, Само, значи, и самото вртење. извршување на мобилизацијската постапка само по себе е вежба. Да и е потребно понекогаш време за одлука дали да го направиме. Зборуваме, значи врз основа на сите оние податоци и параметри што ги добиваме од аспектна лабораторија, рентгени, компјутери, сето тоа што ќе се направи, па да тогаш се одлучува што може да се направи, дали може воопшто пациентот да седнат. Збориме за тоа се најчесто тешките форми и среднотешките форми, каде што секој ден буквално е различен и не можеме да се водиме дека претходниот ден бил пациентот подобар и можел да седне, па дека мора и овој ден тоа да го направи, понекогаш се случуваат промени во организмот, како што кажав, ова е нов вирус, не е нешто кое што сме се соочиле, така да Многу непознати работи има, така. и така да мора да се оди предпазливо, да се прави индивидуален план за секој посебно, за да може да се направи било што повеќе за пациентот да биде да проме да го вратиме колку што е можно во првобитната состојба, да кажем. Многу пациенти по направен PCR тест кој што е со негативен резултат или пак по оздравувањето. Некои сметат дека по 2 или пак 3 недели, не знам точно колку е временскиот период, пациентите повеќе не се заразни, почнуваат да чувствуваат симптоми кои што се опишуваат како пост-ковид синдром. Замор, истоштеност. Еве, можете ли да од вашето искуство да опишете на што најчесто се жалат пациентите во периодот по прележувањето на вирусот, бидејќи очигледно не се сосема оздравени? Во комуникација со поголем број на пациенти со кои што сум работел во последниот период, па дури и со колеги кои што го прележа и познати, и пријатели, и роднини, дури и јас вклучително самиот. И оние што биле асимптоматски чувствуваат некакви проблеми, промени или некакви симптоми. Најчесто изразен симптом е заморот. Да, треба да се направи всушност овие симптоми кои што ги спомнавме или она сето тоа што го збориме всушност е еден пролонгиран тек на таа болест, да кажеме, кој што во светот сега во последните 2-3 месеца веќе почна да се врти како нов long COVID или продолжен COVID и покрај тоа што пациентите, да кажеме, го прележале, се уште им е многу тешко да се вратат во нивната нормала. Може би заради тоа што веќе претходно сме биле навикнати на стандардните, да кажам, инфекции респираторни, па после обичен грип прележан сме успевале веднаш и да се вратиме на работни позиции, да функционираме нормално. Ова инфекција не ни дозволува баш таков пристап и се оди буквално, како што гледам од она што го добивам како информации, буквално индивидуално и секој е различен. Ќе дадам мој став дека не треба да се форсираат пациентите, всушност оние кои што прележале, да кажеме,
во себе секој пат да имаат еден пулсен оксиметар за да може да се следи и срцевата фреквенција и периферната сатурација. Тие два параметри се еден индикатор или водич како би се одвивала таа постковид рехабилитација и така да сигурна формула не можеме да одговориме. Мора посебно секој пациент да се види, да се прегледа, да се направи проценката и да се направи план за она што му е потребно. Знам дека кај нас народот е навикнат да малку по-прогресивно доди, да денес како завртел, не знам, 2 круга, утре да биде тоа 3 или 4, да се прошета повеќе, да, наистина би сакале ние како физиотерапевти така да биде, но да не претеруваме. Да не се преоптоварува, да си ги процетнат собствените можности. Заради тоа што сето тоа после носи дополнителни последици. А дали проблемите со продолжениот ковид би можеле на некаков начин да се решат со рехабилитација, со пост-ковид физиотерапија? Сега уште се прават истражувања, да бидеме искрени на сето оваа тема, но факт е дека пациентите не може да бидат оставени сами на себе и ние сме им потребни како физиотерапевти. Реков индивидуален ќе биде пристапот за секој поединечно, но има она што јас го предпочитам за овој тип на, да речеме, на лонг ковид или како пост-ковид рехабилитација, јас кај оние пациенти кои што биле во тешка или во средно тешка форма, предлагам тоа да се оди со некакви пасивни методи. Што значи тоа? Пасивни методи во ситуација, во овој случај би значило минимално, да кажам, физичко активирање на пациентот, доколку неговата состојба не дозволува, внесување на вежби со тренажери кои што ќе работат пасивно или активно подпомогнати, станува збор за специјални ерговелосипеди кои што имаат можност активно подпомогнато или пасивно да ги спроведат вежбите на долните екстремитети или на горните. Идејата е пациентот да не троши премногу своја енергија, но во исто време организмот, тоа е всушност глобовите, мускулите да се активираат. Тој тренинг нема да трае многу време, значи збориме за тренинг кој што би почнал можеби 5 минути, 7 до 10 па 15 би одел тековно, но како пасивен метод не можеме да очекуваме дека пациентите со ковид дека веднаш ќе влезат во сала, во фитнес сала и дека ќе спроведуваат вежби. Можеби полесните форми кои што поминале многу полесно без потреба од кислород, кои што не биле имобилизирани да бидат врзани за кревет. Додека овие средна тешка и тешка форма, да, ќе треба постепено да се внимава и да се оптоварува нивниот организам и да бидат подолго време според мене под надзор. А како вие правите проценка на кој пациент му е потребна физиотерапија и кој всушност би можел да ја поднесе? Ако ме прашуваат од аспект во моментот на додека пациентот е на самата клиника, нели, каде што е нас хоспитализиран, скоро сите пациенти имаат физиотерапија. Некои добиваат стандардна физиотерапија во која што ќе се вклучат, да кажеме, стандардното позиционирање во кревет, пронацијата, респираторни вежби со потикнувачки спирометар и евентуално перкусивна терапија каде што ќе се забележи дека има, да речеме, секрет. Додека другите пациенти се добиваат веќе со да речам, зголемен интензитет, со поразлична формула на рехабилитација. Како определуваме? Значи, секој пациент, нели, има посебни потреби. Кај некои пациенти имаат потреба од повисока кислородна подршка, некои се на ниската кислородна подршка и тие што се на ниска најчесто можеме и физички да ги активираме повеќе. Нормално, нели, од лабораториските податоци. Но потребно е пациентот да се буквално прегледа, да се направи една соодветна проценка, да се следи срцевата фреквенција, да се следи пулсот, да се следи, притисокот и да се следи периферната сатурација. Врз основа на овие параметри се одлучува таа физичка активност дали е соодветна. Можеби и самото седнување или самата вертикализација да биде проблематична, затоа се внимава што ќе се направи. Со многу голема предпазливост во секој случај. Дури мислам дека во последно време овој тип на заболување ги надмина сите наши предпазни мерки кои што сме имали претходно. Не си дозволуваме поголема слобода за вертикализација, например, заради тоа што може да се случи да има патна сатурација, зголемена срцова фреквенција. Кога ќе се нормализира лабораторијата, да кажеме, лабораториските резултати и параметрите се вратат во некаква нормала, после сите овие параметри и следење, тогаш се дозволува пациентот малку повеќе да биде активен. Нормално едни
кратки прошетки или едно пешачење кој што го викаме внатре, да речеме додека е хоспитализиран во самата соба со следење на параметрите, па после се даваат препораки што може да се прави дома. Најчесто кај оние средно тешки и тешка форма пациенти кои што ја напуштаат болницата од кај нас кога се одат дома, ние продолжуваме со една комуникација со нив и овие пасивни методи најчесто ги спроведуваат кај нас во амбулантски услови, така да имаме еден продолжен тек на следење, да кажем. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во Телма амбуланта, да им дадеме можност да ги постават своите прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Ало. Ве слушаме во програма сте, господја, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Охрид. Би сакала да го прашам докторот во врска со мојот сопруг. Така. Тој беше 5 недели во болница во Охрид на кислород, на кислородни поддршки, бидејќи имаше и бронхопнеумонија. После 5 недели прележани во болница, кога веќе резултатите од крвната слика и наодот на градите испадна дека е се во ред, кој пратија дома и тој сега е на кислородна поддршка од 5 литри. Со тие кондензатори од Скопје, како ги викате, мислам, не концентратор за знаеме кислород. Така. до 5 литри, тоа е со назална маска, меѓутоа осеќа многу замор кога станува до ВЦ или ако сака малку да се придвижи, одма се задишува и му паѓа сатурацијата. Па би сакала доктор да опрашам каков е тој период на опоравување, а вежби му се прават на ноцете со физиотерапеут. Мислам, секој ден доаѓа дома физиотерапеут за мускулите, затоа што му атрофираа мускулите после толку време лежење. Така. И ако може нешто околу Така, врска со тоа да ми со одговори. закрепнувањето, процесот на закрепнување, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Повелете. Мој совет кај овие пациенти кои што се на домашна рехабилитација со кислородна поддршка, концентратор без разлика 5 или до 10, штом пациентот чувствува некаков замор, одењето во тоалет не мора да биде на нозе. Има соодветни помагала со кои што пациентот може да се однесе во тоалет. Не мора по секоја цена пациентот да биде вертикализиран, па со патна сатурација или со хипоксија во мозок, за да изврши определена потреба. Тоа е мојата препорака и пациентите кои што јас сум ги третирал, не сум дозволувал буквално да се вертикализираат или да застанат на нозе, се додека имаат потреба од некаква кислородна поддршка, која што видливо е потребна. Така. Дури на 5 литра, штом пациентот се вертикализира и напред 2 чекори сатурацијата падне под 90, факт е дека треба да избегнеме понатамошно оптоварување, заради тоа што не знаеме каде може да доведе таа хипоксија, што се може да се случи. Тоа е мојата препорака за одењето во тоалет, кој што го кажа господјата. Вториот дел дека се прават вежби, да слободно, тоа е добро да се прават вежби, можеби не треба да се форсира, не знам што работи колегата од аспект на активност, можеби треба активно потпомогнати, како што кажав и претходно, како еден вид пасивен метод на раздвижување на зглобовите, но и бидејќи пациентот е се уште на кислородна поддршка според мене, сега вака од она што го слушнав, нели? Можеби треба да се направи неинвазивна вентилација со апарати кои што се за таков тип и за во домашни услови. Значи има можност за сипап терапија во домашни услови со посебни апаратчиња кои што се имаат модус за дишење, за да се извентилира белодробието, зашто очигледно што му има потреба од континуирана кислородна поддршка, очигледно дека има и проблем со вентилацијата, да кажеме, на белите дробови, значи не се добро вентилира и би го препорачал на колегата кој што работи со пациентот да спроведува и респираторни вежби. Што значи тоа? Да се спроведуваат вежби за дишење, всушност. Тоа што го споменавте на почетокот? Како потекнувачки спирометар, тоа е едно помагало со кое што се со кое што всушност се отвара белодробието. Се има соодветно правило како се прави тоа, како се спроведуваат вежбите. И со ова би можело да му помогне да му подобри состојбата. Значи респираторните вежби не треба да бидат избегнувани. Втора, пациентот да биде барем 2 до 3 часа во текот на денот на стомак да спие, да лежи, всушност не мора да спие. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден.
Едно прашање би сакал да поставам. Не знам дали сум во програма, дали... Во програма сте, господине, ве слушаме, повелете. Да, ви благодарам. Еве, вака да ви кажам, еве, поставувам прашање. Имам потреба од операција на колено, би сакал да го прашам господинот, кое е времето на опоравување после операцијата на колено, после вештачко колено, еве, со други зборови. Така. И дали ќе трае долго или нешто, некој совет околу тоа. Благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Без разлика што е надвор од темата, значи вака, доколку станува брза операција која што е била спроведена кај нас и доколку ние работиме како тим на физиотерапевти, не знам точно сега, нели, вештачко колено, го спомнавме, но не знаме другите коморбидитети како изгледа пациентот, но најчесто нашите пациенти во рок од 7 до 10 дена се вертикализирани и може да додат со патерици во првата фаза од рехабилитацијата. Нормално е кога пациентот треба да продолжи натаму со рехабилитацијата. Јас ова како одговор можам да го дадам од моје лично искуство во нашата институција. За другите институции не можам да одговорам. Така. Да погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната тема амбуланта. За физиотерапијата во третманот кај пациентите со COVID-19 денеска зборуваме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник. Во моментов чека двајца гледачи да постават прашања, јас сепак би им дала предност пред да продолжиме со нашиот предвиден концепт. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Јас се надам дека се уште ги имаме гледачите на линија со оглед на тоа дека имаше еден подолг рекламен блок. Добар ден. Еве уште една можност, тогаш вториот да го вклучиме. Добар ден. Не. Во ред имаме некаков проблем, нека се јават повторно на 3076-677 и ќе добијат можност да го постават своето прашање, односно да изнесат својата дилема за темата на која што денеска зборуваме. Блаже, кои се ризиците доколку пациентот кој што прележал ковид се приоптовари со вежбите? Да, значи може да направи дополнителни проблеми, например, знаете, предизвикувањето на тахикардија при извршувањето на некаква физичка активност или извршувањето на всушност на неправилни вежби заради желба за побрза рехабилитација. Таа тахикардија може да биде 170-180, проблемите со срцето после се дополнителни проблеми кои што треба да ги решава кардиолог. Така да искрено не би им препорачал на пациентите да самостојно да си прават планови за рехабилитација. Нека се консултираат со физиотерапевти, еве нека не консултираат нас, ние сме достапни, барем за консултации, буквално не знам колку луѓе консултирано во последниот период. Така да се изработи еден индивидуален план по кој што би се подобро да имаме некаков индивидуален план, немојте на своја рака да вежбате, вежбите. Некои дома имаат некакви уреди за вежбање, имаат статичен велосипед, орбитрек, би можеле ли помалку секој ден да вежбаат? Лесните форми кои што ги поминале, да би можело, но значи, сепак лесните форми, но сепак да се внимаваат на параметрите, значи периферна сатурација, срцева фреквенција и мерењето на притисок. Не се исклучени дека се комплетно здрави. Значи кажавме и на почетокот дека дури и асимптоматските имаат последици како лонг ковид, нели како продолжен ковид. Така да без разлика што не се чувствува, што ги немале симптомите изразени, додека биле позитивни, додека го прележале, нели, додека биле болни од ковид, потоа може да се појават некои проблеми. Тој замор, поодењето по скали најчесто се забележува. Тоа не можете да го избегнете. Можеби во моментот им изгледа дека е нешто кое што аз знаете лежев 2 недели, 3, не е проблем, знам дека ќе ми биде тешко, да, но тоа ако презистира, да речеме, во период од 5, 6, 7 недели, нели, останува, тогаш треба да се внимава, треба да се знае дека не може да се оптовара организмот максимално. Имаме гледач на линија, ајде сега да се обидеме да го вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Имам едно прашање до гостина. Повелете. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Сакам да го прашам гостинот. Ве слушаме, повелете, кој е вашето прашање? Јас короната ја прележав во домашни услови, мислам со бронхопнеумонија со употреба на кислород. Сатурацијата тогаш ми беше од
84 до 87. Сега веќе неколку сега сатурацијата ми се подобри, ми се движе од 92, иде и до 96, 97. Дали е тоа во ред, дали уште да го употребувам кислородот или не. И дали треба некои посебни вежби. Иначе сега добро се чувствувам, не можев да станам од кревет. Само на која возраст ако дали е важна возраста во овој случај? Да. Исто така, она што е важно за вклучувањето во емисија. На колку литра кислород сте? На колку литра кислород сте? Мислам дека се исклучи гледачката. Во ред. Врз основа на овие параметри што ги изнесе гледачката, што можете да советувате? Човечкиот организам може да стане зависен на кислород, така да треба да се направи соодветен план за одвикнување од кислородната поддршка. Постепено, според моменталната состојба, штом пациентот се подобрува, штом немаме нешто кое што ги ограничува, речеме, физичката активност, да кажеме, дедимери кои што се во нормални вредности, така да може да се започне со процесот на намалување на кислородна поддршка се до моментот додека пациентот е толерира. Што значи тоа? Се додека одржуваме 95 сатурација, да кажеме, и сме на 2 литра во моментот, во ред. Наредниот ден веќе можеме да правиме комплетно вадење, па да видиме колку минути ни треба за да се колку минути ја задржува самиот пациент периферната сатурација. Значи не може да се одеднаш да се исклучи на 0 литри. Постепено треба да се прави. Во тој дел всушност дали треба нешто да се направат вежби, треба да се прават вежби, како што кажав, респираторните вежби се во моментов најмногу ќе помогнат за одвикнувањето од кислородната поддршка. Вежбите за дишење со потекнувачки спирометар, форсираната експекторација, значи доколку има некаков секрет белодробен да се испровоцира за да може да се искаше, значи да се ичисти белодробието, комбинација од неколку респираторни вежби и би предложил на господјата навистина да легне на стомак да спие неколку часа во текот, да лежи барем неколку часа во текот на денот и во текот на ноќта, за да го забрза процесот на одвикнување од кислород. Така, еден многу корисен совет. За колку време по спроведената физиотерапија би можеле да се очекуваат подобрување? Имате ли некакви податоци со оглед на тоа дека сега се прибираат резултатите? Уште собираме податоци во секој случај. Различните форми различно се опоравуваат. Зависи што очекуваме после да кажем прележувањето на ковид. Факт е дека ќе тешко болните пациенти многу тешко ќе оди таа, многу долга ќе биде таа рехабилитација. Не е нешто кој што може веднаш, бидејќи многу фактори влијаат тука. Како што спомна претходни гледачката, значи тоа се пациенти кои што развиваат буквално мускулни атрофии. И буквално не е возможно веднаш да бидат вертикализирани, да се спроведе некоја посебна, да кажеме, сега, или на она што сме навикнати од типот на рехабилитација, зашто ние најчесто и луѓе знаат дека физиотерапевтите им помагаат при одењето, вертикализација, спроведување на вежби, некаков режим во кој што ќе се спроведат колку пати во текот на денот вежбите. Тука се одиса една мала предпазливост, со внимателност кон спроведување на вежби. Се дава простор пациентот да закрепне, да кажеме, првично, па после тоа се гледаат неговите можности за физичко активирање, да кажем. Дали тоа се мобилизацијските постапки, дали тоа е некакви вежби кои што ќе го зголемат и белодробниот капацитет и физичкиот капацитет. Не можам да дадам соодветен одговор, буквално многу пати истото прашање го добивам после колку време. Индивидуално е. Имаме луѓе кои што брзо се рехабилитираат или да кажеме. Но некој што има потребно подолго време. Да, но има луѓе кои што буквално им треба и уште се рехабилитираат, имаме луѓе кои што сме ги се во домашни услови, се уште им е потребно нели помош од физиотерапевт, консултација, совети што како колку вежби. Да. Двајца гледачи повторно имаме, ајде да видиме дали успешно ќе ги вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, имам едно прашање. Јас бев у Филип II и физиотерапевтот го познавам, значи
ми кажуваше што треба да работиме, како да работиме. Пуштеле сум пред 2 дена дома, меѓутоа некако ми се качува пулсот на срцето ми се зголемува, расоцка ми оди. Дали можете да разбирате, затоа што имаме проблем нешто сецка, значи колку што разбрав, откако ве пуштија дома пред 2 дена, пулсот на срцето ви е забрцан, зголемен? Да, ми се забрзува од време на време, да. Добро. А правите некаква физиотерапија? Да, значи би било добро да се направи контрола и да се даде соодветна фармаколошка терапија за да се Значи, во ваков случај, лекарска контрола е неопходна. Да, што сега претпоставам дека стано збор за зголемен пулс во мирување. Доколку е при физичка активност, би требало да се внимава што се може пациентката да направи, затоа би било добро да нека не побара, ќе направиме некој си план за домашна рехабилитација, па да можеме да соодветно да ја истретираме. Ајде да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Мислам дека повторно има проблем. Ајде уште една шанса. Поздрав до гледачот. Не, нека се јави подоцна. Повторно, мислам дека имаме време, малку, но ќе има време сепак да го вклучиме доколку се јави. Дали со физикалната терапија се очекува да се почувствува подобрување во однос на когнитивните симптоми, бидејќи велат дека понекогаш се јавуваат и проблеми од психолошки аспект? Апсолутно. Пациентите кои што претрпеле екстремен стрес имаат и такви психолошки и когнитивни промени. Нормално таа, да кажеме, проблем со концентрација, со меморија, деконцентрираност, конфузност, дезориентираност, преживување на приказните кои што ги виделе во моментот околу нив. Да, понекогаш е доста тешко со овој тип на пациенти да се продолжи, да кажеме, или да се спроведе соодветна физиотерапија. Но чекор по чекор може да се направи соодветен план за рехабилитација. Имаат комплетна наша поддршка. Тоа се всушност и најчесто пациентите кои што биле во тешка форма, кои што ја прошла механичката вентилација, кои што прошла неинвазивна вентилација подолго време, прологирана имобилност заради тоа што не било возможно да бидат вертикализирани или мобилизирани. Така да сите овие промени кои што ќе ги добијат во текот на, да кажеме, на тоа лекување, заради тоа што додека биле болни од ковид, некогаш се изискува различни техники да се применат, да кажеме, од страна на лекарите, како што рековме, ќе треба време да се справат. Да, според мене, мој совет би било добро да се формираат и некои такви јавни групи во кои што ќе има психолошка поддршка на овие пациенти. Во нашата болница ние имаме психотерапевти, психолози кои што веќе работат и континуирано работат во текот на денот, буквално се присутни помеѓу самите пациенти и психолошка поддршка добиваат, психотерапија добиваат, всушност им се даваат насоки како да се справат со определени моменти кои што ги преживеале. За жал, на крај сепак треба да се радуваме, нели, дека сме преживеале. Сепак оваа болест покажа дека не е така лесно да се преди оваа борба. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Видите, јас сум Беризан Мислам дека имаме проблем со тонот. Това Да, во ред. И сега ме интересира дали да се вакцинирам за ковидот. Така бе помалак да месец дена. Негативен се прави се негативните и вчера меѓутоа ме интересира за движењето, пошто ја имам обструкција на ковид, диагноза ковид. Имам секрет доста и каква терапија би ја примал за да доколку што разбрав. Така, овие податоци се доволни за
гостинот да може да даде ќе дадам некој одговор. совет, но можам да препорачам пациентот слободно нека не контактира. Нека ме побара, нели, ќе му дадеме лично совети за да можем подобро да го слушнам, но дона што го разбрав сега, нели, дека има секрет, колку што разбрав во белите дробови, да, треба да се спроведе постурална дренажа, перкусиона вибра да се отстрани тој секрет, без разлика што, нели, да речеме на трахеостома. Тука сме за консултација, можеме да првим треба да слушнеме за што станува збор, бидејќи не се слуша многу добро. Нека ни исконсултира директно, ќе му така дадеме ќе добие конкретни насоки што понатаму. И моето последно прашање во денешната телма амбуланта се однесува за физиотерапевтите што спроведуваат терапија кај лица болни од ковид, дали е потребна некаква посебна заштита? Што се презема? Како сите други. Да, мораме бидејќи сте во близок контакт нели во тие моменти. Да, изложени сме, да кажеме, на тие аеросоли, бидејќи нашите пациенти кашлаат, нели, ги провоцираме да кашлаат по некој пат, за да го извадиме тој секрет, така да директно сме во контакт. Стандардната заштита во кој што треба да бидеме, нели, со капи, со ракавици, со визири, со скафандери. Тоа е всушност веќе нешто кое што навикнавме во последната година. Дори не е чудно кога сме вака, нели? Цивилка. Да. Како и сите други здравствени работници, си имаме свој удел во нашата работа, кој што ја спроведуваме тековно, и истите мерки важат и за нас. Ви благодарам за вашето денешно гостување во телма амбуланта. Можевме да слушнеме многу нови работи поврзани со терапијата кај пациентите болни од ковид. Некако физиотерапијата не ни беше во прв план, но сваќаме дека таа уште на самиот почеток дава големи резултати во процесот на закрепнување кај лицата кои што се заразени од новиот коронавирус. Во нашата институција ние физиотерапевтите сме буквално во првата борбена линија, заедно со лекарите, со медицинските сестри и болничарите. И би сакал да искористам прилика да го поздравам тимот кој што е на интензивна нега ковид, кој што многотрпно работи, кој што се труди за секој човечки живот, се бори. Нивните битки се и наши битки и нас не мотивираат сите тие добиени битки за да можеме понатаму да продолжиме. Тимот, поздравам тимот на физиотерапевти кој што е година дена веќе функционира таму. Можеме и повеќе, мислам дека ова пандемија ќе не направи посилни. Така, поздрав и од нас до сите здравствени лица кои што се во првите борбени редови во битката, во борбата против SARS-CoV-2. Се надевам дека што поскоро ќе заврши целата оваа пандемија и дека ќе се вратиме кон нормалниот живот и овие теми ќе бидат зад нас. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Почитувани Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во Жан Митрев клиник, беше нашиот денешен гостин. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин емисијата 13:45. Довидување.